Постои една работа што многу често ја правиш, а можеби ни самиот не ја забележуваш. Кога нешто треба да се заврши, го преземаш ти. Кога има проблем, бараш решение. Кога нешто не оди според планот, се обидуваш да го поправиш. И кога некој ќе ти каже, остави го тоа, ќе помогне некој друг, веројатно во себе си мислиш, најлесно е јас да го направам. И токму тука може да се крие една од најголемите финансиски лекции за тебе. Не мора секогаш ти да бидеш човекот што прави се. Затоа што постои граница до која можеш да стигнеш само со сопствен труд. Можеш да работиш повеќе часови, да превземаш повеќе обврски, да стануваш подобар, да бидеш подисциплиниран. Но денот и понатаму има само 24 часа. Ако твојот приход зависи единствено од тоа колку лично можеш да направиш, тогаш и твојот приход има граница. Вистинскиот финансиски чекор понекогаш не е како да работам повеќе, туку како да направам повеќе без се да зависи од мене. Замисли мал бизнис. Сопственикот ги прима клиентите, одговара на пораки, ги прави пресметките, ги подготвува нарачките, го води маркетингот, решава проблеми и на крајот од денот е исцрпен. Бизнисот можеби заработува, но сопственикот нема повеќе време. Ако сака да заработи повеќе, мора да работи уште повеќе. И тоа не е вистинска слобода. Но што ако дел од работите ги преземе друг? Што ако некој друг ги одговара пораките? Што ако автоматизира дел од процесот? Што ако некоја задача ја делегира? Одеднаш не си заработил повеќе затоа што си работил повеќе. Си заработил затоа што веќе си создал систем. И токму тука лежи една важна лекција за тебе. Не е секогаш најпаметно да бидеш највредниот работник. Понекогаш е попаметно да бидеш човекот што знае како работата да функционира и без него. И можеби си навикна да се потпираш на себе. И тоа е одлично. Но постои разлика меѓу независност и изолираност. Независност значи можам сам. Финансиска зрелост понекогаш значи можам сам, но не морам. И тоа е огромна разлика. Не мора да го контролираш секој детал. Не мора секоја одлука да помине низ тебе. Не мора секоја можност да ја реализираш лично. Понекогаш најголемиот чекор напред доаѓа кога ќе му дозволиш на некој друг да направи нешто што не можеш да го правиш ти. И сега размисли за твоето време. Кои се работите што ги правиш секој ден, а реално не мора да ги правиш лично? Која задача ти одзема еден час? Која задача се повторува секоја недела? Која работа можеш да ја автоматизираш? А која можеш да ја делегираш? И што би направил со тие дополнителни часови ако ги имаш? Ова е важно, затоа што времето е ресурс што не можеш да го купиш назад. Можеш да заработиш уште пари, но не можеш да си купиш уште 3 часа од вчера. Затоа богатството не е само колку пари имаш. Еден дел од богатството е колку слободно време имаш без приходот да исчезне. Но постои уште една замка. Кога си навикна да се потпираш на себе, може би ти е тешко да вложиш пари во нешто што не носи резултат веднаш. Може би ќе си кажеш, зошто да платам некого кога можам сам? И понекогаш тоа е точно. Но понекогаш ефтината опција може да биде најскапата. Ако поминеш 5 часа правејќи нешто што друг може да го заврши за 1 час, ти не си заштедил пари. Си потрошил 4 часа од својот живот. А што ако тие 4 часа можеш да ги искористиш за нешто што носи многу поголема вредност? Да најдеш нов клиент, да создадеш нов производ, да научиш нова вештина, да разговараш со некоја важна за тебе личност, да развиеш нова идеја, така да тогаш делегирањето на задачите повеќе не е трошок. Станува инвестиција. И затоа, следниот пат, кога ќе се појави некоја задача, немој веднаш да прашаш како јас да го направам ова, прашај дали јас воопшто треба да го правам ова. Тоа едно прашање може да промени многу.
Затоа што успешните луѓе не се успешни затоа што прават многу, туку затоа што знаат на што да го трошат своето време. А сега дуди ми и уште еден чекор подлабоко. Може би постои нешто што одамна сакаш да започнеш. Некој бизнис, дополнителна работа, некоја инвестиција, нов проект, нешто што би можело да ти донесе дополнителен приход. Но постојано го одложуваш затоа што мислиш кога ќе имам повеќе време. А може би проблемот не е она што немаш време, проблемот може би е што твоето време е исполнето со работи што не мора да ги носиш сам. Затоа пред да бараш уште време, ослободи дел од времето што веќе го имаш. И уште една важна работа. Не дозволувај твојата одговорност да стане причина сите околу тебе да зависат од тебе. На краток рок тоа може да изгледа како успех, сите ти веруваат, сите те бараат, сите знаат дека ќе завршиш. Но на долг рок може да создаде замор и финансиски застој. Затоа што ако сите проблеми мора да ги решиш ти, немаш простор да создаваш нешто поголемо. А токму таму може да биде твојата следна финансиска можност. Не во уште една обврска, туку во поголема слика. А кога ќе ослободиш време, не го полни повторно со уште една работа. Искористи го за нешто што може да ја зголеми твојата иднина. Создавај, планирај, учи, гради, инвестирај, размислувај. И запомни нешто. Не можеш да носиш се на своите раменици за да докажеш дека си способен. Твојата сила не е само во тоа што можеш сам. Твојата вистинска сила е кога знаеш што треба да направиш сам, што треба да му довериш на друг и каде треба да насочиш својата енергија. Затоа следниот финансиски чекор може ли нема да биде уште една работа, може би ќе биде едно не. Не на непотребна обврска, не на нешто што ти го троши времето. Не на навиката да бидеш достапен за сите. И едно да на нешто што може да расте и без секој ден да го туркаш со собствените раце. Затоа што на крајот, богатството не е само да имаш повеќе пари. Богатството е да создадеш живот во кој твоите пари, твоето време и твојата енергија работат во иста насока. А може би токму сега е време да престанеш да носиш се сам и да почнеш да градиш нешто што може да расте и без тебе. Не работи само за да заработиш повеќе, гради така што еден ден нема да мораш да работиш повеќе за да имаш повеќе. Ви благодарам. Доколку ви се допадна видеото, притиснете лайк, претплатете се на каналот и секое добро до наредно слушање.